подпредседателе, почитувани колеги, почитувани медиуми, почитувана македонска јавност. На дневен ред е Законот за изменување и дополнување на Законот за урбанистичко планирање по скратена постапка, повторна злоупотреба на европското знаменце и ова стана секојдневна пракса во собранието. Ова е втор закон од пакетот закони во кои барат измени согласно договорот со Бехтел и ЕНКА за изградба на делници од коридорите 8 и 10Д. Праксата во периодот на вашето владење покажа кршење на законите, непочитување на правото и сведоци сме дека власта склучува договори спротивни на законската регулатива. Така да и овој договор на Бехтел и ЕНКА владата го склучила врз непостоечки законски одредби. Договорите треба да се во согласност со законот, а не законот во согласност со договорите. Со предложените измени во Законот за градење на коридорите 8 и 10 се предвидува да започне со урбанистички проект наместо планска документација. И ова е недозволиво. За да им биде појасно на јавноста, ќе се обидам да објаснам дека ваквото законско решение за урбанистичко планирање е спротивно на законските и уставните норми. Во Комисијата за европски прашања имавме поднесено 7 амандмани за предлог законското решение, но ниту еден не беше прифатен. Баравме да се врати старото законско решение, бидејќи законите не смее да се менуваат заради одреден проект. Комората на овластени архитекти и инженери по разгледување на предлог законите на Законот за урбанистичко планирање го искажаа својот професионален став дека процесите за урбанистичко планирање, проектирање, возобновување и изградба треба да се забрзаат, но да не се отстапува од пропишаните прописи и не смеат тие да бидат заобиколени. Исто така ја искажа и својата загриженост дека власта повторно носи закони под превезот на европското знаменце, кои што се спротивни токму на европските вредности. Правниците исто така изразија загриженост во време на тековен скрининг за степенот на усогласеност на македонското со европското законодавство. Со тоа и нанесувате само штета на евроинтеграцијскиот процес на Република Македонија во Европската Унија. Негативностите ќе бидат нотирани во следниот извештај од Европската комисија, бидејќи претежно се донесени закони по скратена постапка, со што се доведува во прашање квалитетот на вака донесените закони. Законите за коридорите кои СДСМ и ДУИ со постапките се суспендираат, законите во државава, се воведува беззаконие, предлогот е нејасен и нетранспарентен. Со законските измени кои ги предлагаат СДСМ и ДУИ се овозможува при изградбата на коридорите да бидат обештетени и легализирани дивоградбите, кои сега ќе бидат изградени. Нелегалните објекти на трасата за определени автопати во државата ќе вредат исто колку и законските изградени. Дивоградбите на трасата на автопатите, согласно договорот, државата би требало да ги обештети со иста пазарна вредност како и легалните градби. 45% од трасата ќе поминува на приватен имот. Тоа значи дека во наредниот период може да никнат многу дивоградби и согласно предложениот закон да добијат обештетување по иста пазарна вредност како легалните, кои платиле давачки и извадиле дозволи. Оние кои го почитувале законот за градба, плаќале комуналии и извадиле дозволи за градба, сега ќе се изедначат со оние кои што градат на диво. Тоа значи дека дури оние кои што сега би почнале бесправно да градат, забрзо ќе биде најлегален објект. Донесување на ваквиот закон е преседан со кој што се изедначува правото со неправото. Ќе се продолжи да се гази врз законите, врз правото и врз правдата. Планската документација при проектирање со измените се става вон сила,
И за изградба на патните делници ќе биде доволно само урбанистички проект, ќе доведе до штетни последици, со што ќе се овозможи и во иднина секој да гради што ќе си посака. СДСМ и ДУИ стимулираат незаконие, овозможуваат расипничко трошење на народните пари, бидејќи граѓаните се тие кои го плаќаат проектот, треба да знаат каде се трошат нивните пари. Владата потпиша штетен договор врз основа на непостоечки закони, со што се обврзале дека ќе плаќаат пенали доколку не направат законски измени со кои што беззаконието ќе се изедначи со законското. Бидејќи трасата се уште не е дефинирана, допрва ќе следи снимање на терен, сите геотехнички процедури, идентификација на катастарските парцели, за да се дефинира трасата. Овој проект, кој го нарекува историски, сакаат да го започнат без одобрение за градба, односно без основен проект, кој што треба да се ревидира истиот, па потоа со целосна документација да се аплицира за одобрение за градба. Ваквите измени се штетни и за државата и за граѓаните. Во предлог, законот за овие градби од стратешко значење, наместо планска документација, ќе се изработи урбанистички проект. Нема јавна анкета, како што има во останатите планови, значи јавноста нема да има увид во урбанистичката документација. А тоа значи дека се замолчува јавноста и стручната фела не може да се произјасни. Понатаму, законот пропишува поднесување писмено барање за одредена постапка. Писмената форма треба да се замени со електронска форма и во време на дигитализација вие не враќате назад, бидејќи се уште во писмена форма, наместо електронска форма, која што фаворизира начин за зачувување на информации за многу организации ширум светот. Дигиталните податоци можат полесно да се споделуваат и да се пристапува до нив, но со овај закон, со член 8, ова нема да може да се спроведи, бидејќи нема да има електронска комуникација меѓуинституционално. Колеги од владеачкото мнозинство, како без да го видите договорот сте го потпишале и предложувате закони кои што се спорни со голем број нерегуларности, како пример Законот за работни односи, Законот за легализација, за урбанистичко планирање, за експроприација, за градба. Секако дека не сме против градба и сакаме да се изградат автопати, но реализација на секој проект треба да биде преку јавно, транспарентно спроведени постапки кои нема да остават сомнеш за корупција. Но имаме ситуација кога владата менува 5 закони за да се реализира претходно склучен договор за кој ќе бидат потрошени милиарди евра, а тоа се пари на граѓаните. Ако државата се стреми кон Европската унија, тогаш мора да биде транспарентна, без корупција, мора да има јавна дебата, да се произнесе стручната фела, а со криење на важни документи остава сомнеш за коруптивни намери. Дали има некоја држава во Европа во која што не се почитуваат законите? Исто така реагираше и Македонското археолошко друштво и стручно се произнесе во однос на предложените измени во Законот за заштита на културното наследство. Пример, доколку за време на вршење на градежните работи за проекти од државно значење се пронајде некој предмет од археолошко значење, изведувачот треба веднаш да ги запре работите и писмено да го извести надзорниот инженер, да го заштити археолошкото откритие од евентуални оштетувања и уништување на состојбата во која што се најдени. Значи може да биде загрозено и културното наследство поради изградбата на инфраструктурниот проект. Објектите од национален и стратешки интерес, особено инфраструктурните градби, како например автопатиштата, мора да ги поменат сите професионални, инженерски и институционални филтри.
И на крај ќе ве запрашам, дали во вашето 6-годишно владење нешто изградивте? Реплика Јубица Спасова.